Градоначалниче неодамна Советот на општина Василево го донесе кварталниот извештај за буџетот на општината. Во каква фискална, односно финансиска кондиција е локалната самоуправа која што ја предводите? На последната седница на Советот на општина Василево беше разгледан кварталниот извештај за работењето на општина Василево во изминатиот период, односно во периодот од 1.1.2017 до 31.3.2017 година. Од овој консолидиран извештај јасно се гледа работењето на општина Василево, што значи дека извршувањето на буџетот на општина Василево заедно со неговите единки корисници, тука се двете основни училишта Гоце Делчев и Атанас Невичански и детската градинка Прва Радост Василево, вкупната реализација на буџетот на општина Василево е околу 23%. Односно, од овој консолидиран извештај може да се види дека реализацијата само на буџетот на општина Василево е некаде околу 26%, каде што блок дотациите се реализирани во проценти од 31% и само финансирачките активности се со реализација од околу 37%, што значи дека реализацијата на буџетот на општина Василево според овој квартален извештај е многу солиден. И ако го разгледаме другата страна, односно расходната страна на општина Василево, каде што ќе се види дека реализацијата на расходот на буџетот на општина Василево изнесува некаде околу 26%, е показател дека ликвидноста, односно работењето на општина Василево во изминатиот период е одлична. Доколку вака продолжиме со работата, со извршувањето на буџетот на општина Василево, сметам дека во наредниот период ќе немаме ниту потреба од донесување на ребаланс на буџетот на општина Василево или доколку донесуваме, тој ќе биде за додавање на ставки на трошењето на буџетот на општина Василево, односно во позитивна смисла. Сметам дека ваквиот тренд на работењето на општина Василево ќе продолжи во наредниот период, имајќи го во обзир фактот дека треба да се трансферираат уште средства од владени организации за реализирани средства преку Агенцијата за рурален развој и Бирото за регионален развој, и во наредниот период ќе имаме уште поуспешно работење на буџетот, извршувањето на буџетот на општина Василево. Градоначалниче, кои се оние тековни и идни активности кои што планирате да ги сработите на територијата на општина Василево имаат инфраструктурен карактер? Една од новините кои треба да се каже пред граѓаните на општина Василево, односно за граѓаните на населено место Василево, е што на последната седница на Советот на општина Василево се донесе една одлука која е многу значајна за нашите граѓани. Имено се работи за донесување едногласна одлука за реализација на еден проект во населено место Василево. Имено се работи за реализација на централната улица од пошта до повеќенаменско игралиште. Тоа е улица во должина од 300 метри која треба всушност да го подобри целокупниот изглед на ова населено место. Се работи за улица во должина од 300 метри која ќе започнува од поштата према повеќенаменското игралиште и ќе биде пат со ширина од 5 метри, ќе биде пат со изградба на атмосферска канализација заради одводнување, затоа што знаеме дека водите ги прават најголемите штети на патиштата. Додатно на тоа ќе имаме пешачки патеки од двете страни во ширина од 1,5 метар, бидејќи самиот простор тоа ни го дозволува, и ќе имаме осветлување со канделабри заради безбедноста на самите пешаци и подобрување на уличното осветлување во сите населени места. Не само овој проект, во општина Василево во моментот течат градежни активности за повеќе проекти. Тука би ги наброил, почнувајќи од проектот кој е во населено место Доброшинци, односно подобрување на спортската инфраструктура, каде веќе отпочнаа градежните активности за изградба на повеќенаменско игралиште за оваа населено место. И кога сме кај спортската инфраструктура, да кажеме дека и за населено место Нова Мала веќе е во тек јавната набавка за изградба на уште едно такво повеќенаменско игралиште со стандардни димензии, кои би го користеле и граѓаните на ова населено место, спортисти и рекреативци, и пред се учениците од Централното училиште Атанас Невичански за настава по физичко воспитување. Кога сме кај населено место Нова Мала, мора да спомнеме дека веќе идната недела очекуваме повик и за изградба на реконструкција на културниот дом Мистон, кој е во кругот на самото училиште. Ќе биде изграден нов културен дом во оваа населено место и мораме да кажеме дека се во тек градежните активности за изградба на улица во оваа населено место, која исто така ќе има атмосферска канализација и ќе има
пешачка патека од едната страна заради безбедност на самите пешаци. За населено место Чанаклија веќе е во тек припремата на спецификацијата за објавување на јавна набавка за изградба на дел од патот Чанаклија Нова Мала. Во должина од 1 километар средствата се веќе обезбедени, 8 милиони денари од Бирото за регионален развој и 2 милиони денари учество на општина Василево. Мора да кажеме дека и за населено место Висока Мала веќе се изборивме за изградба на едно стрит баскет игралиште, каде што теренот е веќе припремен и очекуваме Агенција за млади и спорт да отпочне со своји градежни активности. Јавната набавка за изградба на уште една улица, за улица во населено место Ангелци, веќе е завршена и очекуваме идната недела да се отпочне со градежни активности, а исто така во периодот по празниците ќе се отпочне и со реализација на уште една улица. Се работи за улица во населено место Пиперево, за која јавната набавка е веќе завршена, улица во ширина од 5 метри, пешачки патеки од двете страни со по ширина од 1,5 метар, атмосферско одводнување и поставување на канделабри. Се надевам дека во текот на оваа градежна сезона ќе имаме уште јавни набавки со кои ќе избереме изведувачи за изградба, односно за подобрување на целата комунална инфраструктура на територијата на општина Василево. На истекот на вашиот мандат, впрочем, истекуваат и мандатите на сите градоначалници на општините во нашава земја. Што и како понатаму? Така е, ние сме избрани од граѓаните за период од 4 години. Нашиот мандат веќе привршува, уште неколку дена, меѓутоа јас се надевам дека ќе се изнајде решение за продолжување на мандатот на сите градоначалници на територијата на општина Василево, но едно е најбитно за нас. Она за што сме избрани, да ја реализираме целокупната програма која е ветена пред граѓаните на општина Василево заради подобрување на квалитетот на живење на сите граѓани, и јас се надевам дека ќе се изнајде решение за функционирање на сите општини во понатамошниот период. Градоначалниче, јас ви благодарам на ова интервју. Благодарам и вам.